Всестран уметник, уметнички директор на театарот Джинот во Велес, негова најголема страст е уметноста во сите нејзини облици и форми. Многу нешта ќе бидат дел од ова интервју со актерот Васил Зафирчев, како што е она пошто сонува, како е да се биде во кожата на некој друг, кога и дали актерот ја напушта кожата на оној кој го толкува. Сцената е место за кое што сонува веројатно секој актер. Како би опишале како е да се биде на сцена за Васил Зафирчев? За мене сцената е место на кое што сум највистински, најсвој. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why can't, oh why can't I? Ваша најголема страст е уметноста во сите облици и форми. Така сте изјавиле во едно интервју. Кој од нив ги испитавте? Ги испитавте ли сите? Кој останува што ги испитување? Да, имам испитано речиси сите. Покрај актерството и театарот, тука секако и танцот. Она што единствено не успеав да го испитам е што во адекватна возраст за тоа не почнав да учам класичен балет, а имав голема желба за тоа. И некако еден денес имам чувство дека тоа е еден од најсилните атути како актер денес. И тоа воедно сега ми прерасни во моја најголема провокација во рамките на театарот, особено во рамките на негов значаен методолошки пробив како што е танц театарот, кој се обиде да направи спој на театарот и танцот во нивната суштинска форма, но несомнено е дека не можат никогаш да се спојат до крај. Но таа форма на танц театарот како естетичка профилација исклучително многу ме провоцира и многу од моите авторски проекти беа на таа тема. Но дефинитивно ја сакам уметноста во сите форми и облици, без оглед на тоа што некои од уметничките облици сега и да сакам немам доволно време за да ги практикувам. Навечер ве држи буден помислата на сето убаво велите кое сакате да стане реалност. За што сонувате тогаш со отворени очи? Само за убави и добри нешта. Не само за себе си, за луѓето со кои делам живот. Дали си тоа семејството, пријателите, колегите. За светлите точки. Сакам да се воспитувам, да размислувам само за светлите точки. Да размислувам секогаш за тоа дека чашата е полуполна, а не полупразна. Сметам дека тоа е исклучително важно, особено кога се занимавате со уметност, која само во моментот ја ужива привилегијата да биде дел од државната културна политика. Затоа што има и земји во кои тоа не е така. Има земји во кои народните артисти земаат многу помали плати од почетниците актери кај нас, има земји во кои актерите немаат шанса да заиграат на државните етаблирани драмски сцени, туку мораат да бидат слободни уметници, да работат на независни сцени, во кои приходот е всушност учество за следната изведба. Јас и тоа сум го поминал. Тамо да подсетам дека јас исто така 12 години бев невработен. Бев фриленсер, бев творец поединец. Не се жалавте или се жалавте? Не, напротив. Само единствено ми беше непријатно кога одев на фестивали во странство и кога тоа трговец поединец, не знаев како да им го преведам на моите колеги од странство, па им велев дека тоа е ТП Theater Production, Зафирус, како што ми се викаш. Така што размислувам само за убавите нешта, за она убави и добро што можеме да го направиме, и лично и професионално. И многу сакам кога тоа го препознавам и кај помладите колеги. Кога гледам луѓе кои се одважни, храбри, не да се предаваат, туку да се борат за своето место кое де факто им припаѓа. Заради собствениот талент, заради собствениот ангажман, заради собствената упорност и верба
да го работат она што сакаат да го работат и она што го работат да биде не само нивна професија, туку пред се нивен начин на живот, а тоа за еден уметник е многу важно, затоа што ова не е само професија. Ова не можете да го работите само во рамките на пропишаното работно време, туку мора да ви стане начин на живот, начин на размислување, на дејствување, на чувствување, што е пресудно. Ке успееме ли да го направиме театарот да не биде, како велите вие, скарана кило, туку кинеска куина? Тоа од нас зависи. Зависи пред се од неговите активни промислувачи и создавачи, затоа што публиката е само конечен консумент и ние имаме обврска. Ако веќе се застапуваме за не само за добри актери, туку за истински уметници во областа на драмската уметност, да ја преземеме и таа образовна функција која за жал театарот кај нас ја изгуби, таа негова дидактичка функција да го образува вкусот и очекувањето на публиката од она што го гледа на сцената. И на тој начин да ја насочува, да го обмислува незиното очекување за она што е вредно во театара, што е инстант. Ние за жал дозволивме тие инстант вредности да ги пренесеме и на сцената и со тоа да го потенцираме естрадниот карактер на театарот, односно публиката да доаѓа во театар само за да се забавува, а тоа преведено во жанровската дефиниција на театарот значи да доаѓа на представи кои се во жанрот на комедијата, и то лошата комедија, кои само засмејуваат, а не предизвикуваат на никаква интелектуална размисла, не воспитуваат на нешто ново, поинакво. Така што тоа зависи од нас како активни создавачи на театарот. Денес во светот, за да се занимавате со театар, мора да имате прво апсолутно лична провокација. Да препознавате дел од себе си во проблемот кој сакате театарски да го третирате. Ние и овде имаме проблем, затоа што ни недостасуваат режисери кои имаат силен, изразен авторски печат. Се поставуваат големи наслови, големи дела без да се има авторски концепт. Која е инаку провокацијата да седнете да го поставите Хамлет или да го поставите Тартиф, а без при тоа да му дадете на тоа авторски печат, да го оправдате тоа негово присуство во рамките на еден современ концепт на размислување на живење. Мислам дека тука треба многу внимание да посветиме како пред се како уметници, а од друга страна да му ја вратиме на театарот таа свеченост на чинот која што е имал порано. Велешкиот театар ја имал од секој пат, затоа што Велес е еден од ретките градови во државата кој има така консеквентни, конзистентно изградена традиција за театар. Во Велес театарот, доаѓањето воопшто на театар како чин е дел од социјалната, од живата социјална култура на градот. Тој како излегување во град. Се разбира, новиот објект и неговата архитектонска убавина, тоа сега само го потенцираш и го подзасили да луѓето докрај уживаат во чинот на доаѓање на театар. И тоа е нешто што нам како уметници кои твориме и создаваме токму овде во Велес ни дава апсолутно поттрек и сила да се трудиме да го одржиме тоа така. Така што нашата публика во Велес е апсолутно заслужна, исто како и нас актерите што издржа толку години во еден импровизиран театарски објект, а во очекување на нешто што де факто го заслужи. И кога стануваме на оваа сцена, иако не била оваа сцената на која што вие, да речеме, како дел од публиката сте го гледале првличко и така натаму, но ако само ги споменаме Кочо Рацин, па потоа Джинот, па Прличко, па уште дел луѓе кои што навистина направиле многу дела, кои што сите вие како велишани, па и сите ние како македонци треба да ги носиме, веројатно вие актерите многу повеќе од нас, на своите плеки. Тежок ли е тој товар? Да знаеш дека не смееш да... Тоа е убав товар, тоа е прекрасен товар. Ама да знаеш дека треба да продолжиш натаму. Со сето она што без сознанието за тоа нешто, без сознанието за тоа од каде сте и кои сте вие, нема каде да продолжите, нема на каде да одите. Така што тоа постојано навраќање на корените кои се дел од театарската традиција на нашиот народ, кои се еклатантно важен дел од институционалниот карактер на нашиот театар, од ослободувањето,
45 наваму, се многу важен дел за одржувањето на театарот како дел од живата култура на македонскиот народ. Тоа е многу важно и тој товар е само и зголемена одговорност за она што ние сега актуелно го твориме и создаваме. Така што од нашите избори, од она што ние сега ќе го засадиме, практично ќе зависат плодовите на идните генерации кои допрва треба да го наследат театарот и да го развиваат, се разбира, во рамките на нивните и лични уметнички провокации. Додека можете да мислите, можете да правите театар. Велите, тоа е убавината да се биде актер. Да, на оваа професија. Што значи ова? Сега да не разберат погрешно дека секогаш кога мислите можете да создавате театар, но додека можете со умот да мислите, можете да се наоѓате на сцена. Знаете како во другите професии луѓето најчесто се пензионираат во рамките на својот работен век и со тоа завршува нивниот работен век. Кај актерите не е така. Еклатантен пример за тоа ви е една Милица Стојанова, која што е доаѓен, новоположник на нашиот театар, но која што и на 84-85 години се уште активно и полнокрвно живее и промислува театар. Тоа е нешто што е фасцинантно. И се разбира, многу ретко. Затоа што актерот, за да е работоспособен, треба да е пред се здрав во физички и ментална смисла. Тоа е исклучително важно. Тоа е апсолутно исто како и кај еден спортист. Доколку вие немате здрава мисла и немате здраво тело, вие не можете да бидете добар актер. Затоа што не можете да ги користите сите алатки кои што ви ги дава актерството како професија. И во таа насока апсолутно е вистинска таа мисла дека со театар можете да се бавите апсолутно додека можете да мислите. Затоа што доколку мислите, тогаш и чувствувате, а кога чувствувате можете да действувате, а кога можете да действувате, значи дека можете се уште да правите нешта кои ќе траат, кои ќе значат и ќе зрачат во времето и во просторот. Не се договаравме што ќе биде дел од ова интервју. Кога сме веќе на сцена, мене само ми доаѓа една помисла. Не сте сега во улога на никој друг, но ако станам, отидам зад мојот снимател, може ли нешто што прво ќе ви падне да ни одглумите на оваа сцена додека сме овде? Може јас да се обидам зад, а вие имате време за размислување? Може нешто? А немам зошто ни да размислам. Ајде тогаш. Може со мене заедно. Што точно да одглумам, нема да одглумам, да споделам. Ајде, споделете. Да споделам нешто што ми е сега актуелно од процесот кој актуелно последниве еден месец го промислуваме, го твориме, се обидуваме да го родиме, да го донесеме на свет. Тоа е дел од една интермедија со која почнува практично новата представа и во која велам јас сум против отиѓувањето на луѓето и отсуството на љубов и сочувство. Зошто да се задоволуваме со трошки кога можеме да имаме се? Somewhere over the rainbow bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why can't I? Така Јана вика, готова сум. Дали, можеме? Добра. Нема бегање од одговорноста за сопствените одлуки и избори, велите, во животот. Која е одлуката за која што најмногу се двумевте? Пред да ја донесете, како одлука?
Одлуката дали да останам овде или да заминам некаде во странство. Што привагна и зошто овде, а не во странство? Привагна љубовта кон родната земја. Сум носталгичар по природа. Си ја сакам професијата и важна ми е професионалната и творечка кариера, но важни ми си семејството, блиските колеги, пријатели. И то беше пресудно да конечно одлучам дека ќе се посветам на создавање уметност и театар тука во земјата во која сум роден и сум израснал. Иако знаете како, кога со текот на времето се повеќе добивате можности, отворени понуди, но некаде до 30-та година можеби по некој пат пак размислував на таа тема. Дека можеби е сега време да заминам. Но дефинитивно сватив дека најубаво е кога можете да отпатувате некаде во странство како соработник и да се вратите повторно назад. Да, и секако е прашањето тука колку е поубаво или не, или колку е предизвик помал или поголем да се глуми на некој друг јазик, а не на мајчиниот. Голема одговорност е. Не е тоа убав предизвик, затоа што првенствено најдобро е за актерот да зборува како што мисли. А ако вие мислите на македонски, многу е тешко да зборувате на друг јазик. Јас сум имал во неколку наврати можност да играм и на француски, на англиски, и на последното на хрватски во Истарско народно казалиште. Многу е тешко. Тешко е затоа што вам мислата ви оди на мајчиниот јазик. И мора да изградите за релативно кратко време цел еден психоемотивен апарат кој тоа ќе го преведува на јазикот кој во моментот е потребен. Иако се разбира, актерската професија е секаде иста. Но исто така со текот на искуството сватив дека тоа е единствено можно и за мене лично како уметник оправдливо само во медиумот на филмот, кој што е уметност на режисерот, не на актерот. Кога разговараме за театар најдобро се создава на мајчиниот јазик. Дефинитивно. Гримиорна. Сега ова премногу чиста, очекувавме дека ќе видиме се расфрламе и така натаму. Театарот не е чист, театарот уште ни нема патина, затоа што е така. Мириса на ново. Се конец мириса на ново. И убава е. Јас се радувам да е подолго така и да се воспитуваме исто ние секојдневно да го одржуваме. Така чист и едноставен каков што е во израз. Колкав дел од денот или колкав дел од вечерта кога се случува представата поминувате во оваа гримиорна? С оглед на тоа дека нашите лични гардероби се на горниот спрат, значи еден спрат над сцената и еден спрат под сцената, најмногу време минуваме во овие дежурни гардероби во кои што сме сега. Ова е машката дежурна гардероба. Овде ги правиме сите брзи промени во текот на представата, но и најмногу време овде минуваме во текот на дневните проби. Ваш најголем личен успех е тоа што се зачувавте себе си искрен, доблестен и чесен до крај. Како успевавте да останете така настрана, откако што велите светот кој стана пазар, каде се купува и продава за пари? Тешко беше, лесно беше? За мене лесно, но тоа има цена, има висока цена. Затоа што таа цена ја плаќате дупло. Ја плаќате и како човек и како уметник. Не можете да бидете искрен и чесен уметник ако не сте искрен и чесен човек. Кај нас е тоа врзано едно со друго. Но како што кажав и пред малку, јас сум во таа насока непоправлив оптимист. Светлината и добрината која може да ја направи само еден човек е посилна од темнината која може да ја направат стотини други. И верувам токму во тие светли точки. И првенствено за нас како земја, за нашето општество и за светот, кој е де факто во духовна криза, но токму тие светли точки
ни ја враќаат вербата во убавото, во доброто, во тоа дека сепак благородно е да се биде човек, да се биде искрен човек, да се биде добар, да се биде чесен човек, да не се гази врз другите, остварувајќи сопствената цел, туку да се промислува животот во неговото споделување со другите, затоа што инаку нема смисла. Животот впрочем е и за тоа даден, да го делиме со другите. А професијата и уметноста е само дел од тој живот. Така што таа е дадена да се дели со другите во сите нејзини убави и добри страни, во сите нејзини помалку убави и грди страни, кои што ги има, се разбира, како секоја пара која има лице и опачина. Убаво е да ги знаете едното и другото и да ги вреднувате едното и другото адекватно. За крај, не знам колку луѓето знаат, но јас кога се подготвував за едно интервју многу одамна, вие бевте веќе дипломиран актер, ми рекоа колегите кои што ги избрифирав нели за тоа интервју дека Васил Зафирчев бил еден од најдобрите студенти, студент кој што најмногу учел, најмногу се посветувал, бил најдобар на секој предмет, била 10-ка оценката која што ја заслужувал, заслужено ја добивал, без никакви врски и подврски. Во таа насока, вие само докажувате дека вреди да се учи и сето она што си го научил и се уште го учите, веројатно, вреди, нели? Ништо во животот што ќе научиш не останува така, некаде да. Но во таа насока кој или од кого најмногу научивте и од кого најмногу учите и денес? Како што кажав и на почетокот, учители во животот не се секогаш само луѓе. Учители во животот се околности, ситуации, големи внатрешни духовни промени, загуби, болки, таги. И јас сум многу благодарен за тоа што секогаш во тешките моменти сум добила светлина која ми давала сила да продолжам напред. Некогаш што биле луѓе, како што кажав, некогаш биле ситуации, некогаш биле едноставно внатрешни духовни промени, кога едно утро се будите и велите јас ова повеќе нема да го правам. Вредните луѓе, работливите луѓе, еден од клучните проблеми е да научат да кажат не. Една од клучните работи за да се зачувате себе си искрени, честни и доблесни до крај. Покрај тоа што секогаш сакате да помогнете, секогаш сакате да бидете тука за другите, постојат ситуации во животот во кои треба да знаете да кажете не. И тоа особено за еден актер кој сака како вистински уметник да се занимава со тоа, е многу важно. Покрај тоа што треба да знаете што сакате, што е ваша провокација, кој театарот кој вам се допаѓа, кои се режисерите со кои делите исти светогледи, кои делите исти светови на чувствување и доживување, да знаете и кои се луѓето со кои не можете да го правите тоа. И воопшто да не се впуштате во тоа. Затоа што тоа е апсолутно потрошена енергија, љубов, време и посвета апсолутно во празно. Од лоши луѓе можете да добиете само лошо искуство. Бегај. Без оглед на тоа што потоа со години ќе се убедувате дека и тоа лошо искуство е за добро, затоа што така и така научивме дека тоа не е за нас. Не, некои работи однапред знаеме дека не се за нас, но заради доброто воспитување честопати се впуштаме во тоа и на крајот излегуваме повредени. Не. Човек треба да на старт да каже не. И да се зачува себе си. Затоа што и таа светлина, и таа убавина, и таа добрина која Бог ви ја давал, која негувате, на која секојдневно работите, во која секојдневно инвестирате, се троши доколку немате адекватни луѓе со кои ќе надополнувате. Затоа е многу важно човек да знае со кои луѓе може да ја сади својата градина.
за таа градина да раѓа плодови какви што посекувате и на крајот на денот какви што заслужувате. За целото внимание, љубов и посвета кој го давате на нештата во кои верувате и кои сакате да ги направите најдобро што е можно. Тоа е една од работите која ми е исто така многу важна, а исто така друга работа која што исто се сметам за многу важна во животот е тоа да никогаш не си поставувате превисоки очекувања во себе си, туку едноставно да се препуштите на ситуацијата и да се обидувате единствено и само да го давате најдоброто од себе, она кое во моментот го имате. Иако длабоко во себе знаете дека вчера сте можеле подобро и повеќе, утре ќе можете сигурно многу повеќе, но најважно е во моментот да го дадете најдоброто од себе. Тоа ве прави вреден професионалец и тоа ве прави вреден и добар човек со кој секој друг ќе сака да сподели вредни. Благодарам и вам за секогаш инспиративните прашања со кои така одиме на едно патување од кое што сега ќе ми треба време да се вратам. Ви благодарам. Благодарам срце. Вербата, посветеноста и истрајноста. Да продолжам да чекорам по мојот пат. Тоа е движичката сила на актерот Васил Зафирчев. Со верба во уште многу добри улоги посветено го создадовме ова интервју и остануваме истрени во мислата дека уметноста ќе ни дава уште многу вакви поводи за убави интервјуа.